2600 полицајци го обезбедуваат Скопје. Градот е под силно полициско обезбедување. Нема простор за загриженост, уверуваат од Министерството за внатрешни работи. Велат превземени се сите безбедносни мерки со цел УЕФА Суперкупот да помине во најдобар ред. МВР ги презема сите неопходни безбедносни мерки за организацијата на Суперкуп над преварот меѓу Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид да помине во најдобар тек. Значи, ангажирани се над 2600 полицајци кои што ќе гарантираат безбедноста на присутните на националната арена Филип II. Целото градско подрачје е под силна полициска контрола, посебно во појасите кај арената Филип II и фан зоните каде се очекува и големо присуство на навивачи на двата фудбалски клубови, кои вечерва ќе си ги одмерат силите. Се обезбедува целото подрачје околу националната арена Филип II и фан зоните, каде што во најголем дел од периодот нели ќе бидат навивачите, исто така и целото градско подрачје. Сакам да кажам дека исто така ги обезбедуваме и навивачите кои што доаѓаат на граничните премени, најчесто од Деве Бајер и од Богородица, ги преземаат нашите луѓе автобусите и со ескорт се движат до паркинг местата каде што се предвидени во Скопје за тие автобуси. Од МВР велат дека досега не интервенирале за некој посериозен проблем и испраќаат апел до граѓаните дека безбедноста е на највисоко ниво со што надпреварот може да го следат и на сите отворени локации каде е возможно. Што се однесува до препродажба и фалсификувани билети за УЕФА Суперкупот, едно лице е приведено под сомнение дека препродавало билети за надпреварот Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид. Имаше вчера еден случај, лице преку интернет страна нудеше на продажба два билети по цена од 600 евра. Постапено е, преземени се сите мерки, одземени се билетите, лаптоп, компјутер, мобилен телефон и поднесен е соодветен поднесок до јавното обвинителство. Ние работиме и на други случаи слични на овој и се преземаат сите неопходни мерки. Денеска околу 12 часот на плоштадот Македонија, две лица се приведени во полициската станица Центар поради продажба и дистрибуција на неавторизирана стока со брендови на Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Од страна на пазарната инспекција ќе им биде поднесена прекршочна пријава согласно Законот за трговија по член 2 став 2, вршење дејност без регистрирано правно лице. МВР соработува и со службите од регионот. Интерпол веќе испрати список до Министерството за внатрешни работи со 60 спорни навивачи кои претходно дивееле на фудбалски надпревари. Еден од нив вчера се обидел да влезе во земјата, но бил вратен од граничниот премин. Во Скопје веќе вторден се спроведува посебен сообраќаен режим. Улиците околу градскиот стадион се веќе затворени, а поголем метеж во текот на денот се очекува на сите отворени булевари.